Мислам дека е многу битно во ова време во кое што живееме, да посебно со вештачката интелигенција, да распознаваме која е вистината вест, која е лажна вест. Битно е да имаш таа вештина. Многу ми се допаѓа играта и топла ме препорачувам на секој да проба и во училиште и надвор од него. Јас освоив прво место, прв пат играм оваа игра, прв пат се надпреварувам. Споменот многу убаво секако и дефинитивно би дошла и следната година. Ова игра е многу добра за младата генерација, поради тоа што ќе може да открие што е вистината, што не е вистината. Мило ми е дека постои играва, бидејќи навистина ми е потребна. Мене ме научи да пазам на повеќе детали од што сум пазала претходно. Например, јас често сајтот самиот URL не го гледав. Затоа мило ми е што беше спомнато овде. И мислам дека играва е навистина многу добра, бидејќи може секој, дали е возрасен или мало дете да ја игра, и сите нешто важно ќе научат од неа. И има практика, се користи во секојдневниот живот. Со Спинокио сме уште од самите почетоци. Израснавме заедно со Спинокио и е пред се интересна игра, интерактивна игра, забавна име на учениците, може да се користи на секој од часовите, не мора да е тоа предметот македонски јазик и литература, туку буквално на секој час. И добре затоа што во ова време кога сме преплавени со безброј информации, пред се лажни вести, добре учениците, па и возрастните да знаат да разликуваат што е лажна, што е вистината вест. Ние како училиште и јас како професор сме навистина задоволни од начинот на кој играта е изработена. Суштински затоа што зборува токму баш за препознавање на медиумските манипулации, препознавање на дезинформации, препознавање на фактоиди, препознавање на фейк ньюс, препознавање на сите облици на медиумско спинување, и децата во оваа возраст навистина, бидејќи се бомбардирани со тој огромен медиумски свет, полно има најразличен тип на комуникацијски шум меѓу нив, и оваа игра, часевите и сите овие работи кои што им помагаат да се пронајдат и да се снајдат убаво во овој свет се навистина потребни.